Може ли да издвоиме еве во кој дел како граѓани, како производители грешиме или како фармери и на тој начин еве предизвикуваме промени и ја загрозуваме животната средина? Па добро, човекот, ние тука во литературата имаме поделба некоја како кој влијае како антропогенен фактор, човекот делува самиот со својата работа, дали бил во земјоделие или некои преработувачки капацитети, а нешто што штетно се одразува врз загадувањето на самата околина. При работа, посебно во нашето училиште, нели, имаме ние употреба на пестициди. Значи тоа треба да биде многу добро запазени сите мерки при самата апликација на тие заштитни средства и понатаму каде се фрла отпадот. Вие знаете дека може и често луѓето ги фрлат во депонии, во реки, а сето тоа водите го перат, го носат со себе. Освен што се загадува воздухот, се загадува водата, воедно и почвата. Истите тие води ние ги употребуваме за наводнување. Дол течението што е реката Струмешница се употребува за наводнување површини лево или десно, колку што е на дофат. И со тоа што водите се загадени, ние воедно загадуваме животната средина. Од сето тоа што се произведува, на крајот го консумираме ние. И јас мислам дека треба да се поведе сметка околу тоа, да се луѓето повеќе едуцират, баш преку такви проекти. Еве веќе кај нас постои смер фитомедицина, каде доста од предметите се баш и како изучува, значи, средствата што се употребуваат за заштита, како загадувачи, ама имаме и предмети кои понатаму па како да тече постапката со намалување или заштита од загадување. Зборувавме претходно кога ме брифиравте за окрупнување на земјоделското земјиште. Зошто е тоа важно во заштита на животната средина и за планирање на производството? Еве зборуваме за органско производство. Така е. Добро е. Сега, значи, вака, секоја покрупна површина има, како да кажам, повеќе услови за изведување на превентивни мерки кои треба да го запазат органското производство, ова што го рековте, нели, и што е тренд во задниве години во Македонија. Ние не можеме на ситни површини, каде јас имам некоја култура посадено, а комшијата до мене врши апликација. И сега сето тоа се загадува. Со дување на ветрови, така лепди во воздухот, самиот воздух е и со паѓање, значи, тие честици над самите растенија, се загадува. И затоа, значи, со укрупнувањето, мислам дека ќе биде подобро, ќе има појака контрола од неколку хектари на површина. Значи, вие ако прскате во тој момент, ќе се спазувате сигурно вашите производи кои ви се веќе готови за продажба или за берба.